Ја следите емисијава Македонски корени од Сиднеј со вашите домакини Јони Бети Треновски. Почитувани, како што знаете, секоја сабота во оваа време резервираме простор за разговор со наши гости. На наше огромно задоволство, наш денешен гостин е господинот Сотир Костов, политички аналитичар, колумнист, публицист и поранешен обвинител. Со господинот Костов ќе разговараме за најактуелните теми од изминативе денови, како и за прашања што не засегаат сите нас, без разлика каде се наоѓаме. Една од темите за денешната дискусија ќе биде председавањето на Полска со Советот на Европската Унија во следните 6 месеци и како тоа може да влијае врз македонските евроинтеграции. Токму така, почитувани, со господинот Костов ќе зборуваме и за заложбите на владата на Мицкоски, но и целиот државен врв, без пречки и прекини, а Македонија да ги започне преговорите, но и да го заврши евроинтегративниот процес до конечно членство во големото ЕУ семејство. Ќе зборуваме и за можното сценарио со кое ќе се стави крај на македонската голгота. Со господинот Костов ќе разговараме и за отворените 4 фронта на македонската влада, како и за резултатите што се очекуваат од нив. Со господинот Костов ќе зборуваме и за тоа дали реформирањето на Македонија е политички процес или длабока институционална трансформација. Ќе разговараме за политичкиот тест во македонското собрание преку интерпелацијата на 5 владини функционери кои ќе се најдат на собраниска седница за расправа по празниците. Со господинот Костов ќе зборуваме и за најавениот нов модерен закон за помилување од страна на претседателката Гордана Селјановска-Давкова. А ќе зборуваме и за очекувањата на премиерот Христијан Мицкоски дека македонското досие поврзано со евроинтегративниот пат на Македонија конечно во Брисел да добие светлина. Ќе разговараме за препукувањата помеѓу Вреди и Дуј, како и за изборот на новиот претседател на Судскиот совет, Александар Камповски. Дополнително ќе ја разгледаме повторната позиција на владата за интерпелација на членови на Судскиот совет. Со господинот Костов ќе зборуваме за бегалецот Артан Груби, како и за изјавата на Ахмети дека Груби се наоѓал во Албанија и дека бил подготвен да дојде во Македонија за да одговара пред органите на правдата, но не пред одмаздувачка и селективна правда. Со Костов ќе зборуваме и за добиениот безбедносен сертификат на директорот на АНБ од страна на НАТО алијансата. Почитувани, ова се само еден дел од темите за кои во следниве од 80-90 минути ќе разговараме со господинот Костов, кого во овие моменти преку видеолинковско поврзување го покануваме да ни се придружи во студиово на Македонски корени. Се надеваме дека нема да имаме проблем со звучниот сигнал, бидејќи се гледаме. А ако е така, господине Костов, добро ви утро, добро дојдовте на Македонски корени и среќна ви нова година. Благодарам, дали се слушаме? Одлично. Па, добро ве најдов, среќна нова година и за вас, Бети и Јон, многу здравје, среќа, успех, љубов и берикет. За вас и за сите македонци. Ајде нека и за австралијанците, ние сме космополити, секому му посакуваме добро. Да сте ми живи и здрави, да се надеваме дека ова година ќе биде подобро од минатата. Секој пат така се надеваме, некој пат така испаѓа, некој пат не, ама јас сум овој пат убеден дека ова година ќе биде и подобра, и поберикетна, и поразвојна, бе рекол. Надежта последна умира, господине Костов. Така. Велете. Добро ви утро и од мене, господине Костов. Добро утро. Пратени честитки и среќна нова година. Ви благодариме што ја прифативте нашата покана да бидете Ај, можам јас со Јон, Јон е опасен. И слушателите на самиот почеток на годинава. И овој пат ќе се обидиме преку разговор да го анализираме она што се случуваше на политичка сцена во Македонија. Се надеваме дека ќе успееме да го задржиме вниманието на сите што се со нас. Секако доколку има и прашања од гледачите и слушателите кои не сме ги опфатиле, ќе ви ги прочитаме доколку сме во можност. Ако сметате дека треба да одговорите на нив, слободно можете да го направите. Само вие кажете. Така.
Во четврток на 2 јануари Полска го презеде претседавањето со Европската Унија. Таа најави 7 приоритети, а главниот фокус за следните 6 месеци за време на претседавањето ќе биде безбедноста на Европа. Какви се вашите очекувања од претседавањето, особено ако се земе предвид дека тоа се случува во време на несигурност, политички тензии и загриженост поради војната во Украина? Како ова ќе се одрази врз напорите на Македонија да стане дел од големото семејство на Европската Унија? Пети, секој пат кога има промени во општеството, во државата, во Европската заедница, поточно Европската Унија, без разлика на кој план се работи, ја имам големи очекувања и по природа сум оптимист. Но знаејќи ја долгогодишната на нас за традиција што ни се случува на нас македонците, како сме онеправдани во поглед на евроинтеграцијските процеси, не очекувам ништо, Бог знае колку спектакуларно од Полска, од причина што Полска не спаѓа во државите кои има најголемо разбирање за нас, за нашите проблеми, а да бидеме искрени, го презема претседавањето со Европската Унија во време, не време, јас би рекол, во време на војна со Украина, а Полска е првиот сосед. Сигурен сум дека сте во тек дека во Полска има две опасни тенденции во пораз, а тоа е национализмот, кој во одредени мали средини се граничи со нацизам и фашизам. Ова не е општа генерална констатација за цела Полска, во неколку градови само. И ако не сте знаеле, ама верувам дека знаете, Полска во изминатите 2-3 години е држава која од Европската Унија најмногу потроши пари за наоружување. Полска знае малку и да се подскара со Русија, знае да прети, таа има болни рани од историјата и лично мислам дека евроинтеграцијските процеси само декларативно кај Полска ќе бидат застапени. Сега, знаете како, дај Боже јас занесум во право. Дај Боже да ме изненадат. Многу ретко не сте во право. А не, овој пат сакам да не сум во право. Да видам искрено, добро и мислам на Македонија, и мене ми досади, ја веќе остарев, побелев и во брада и во коса во овие евроинтеграцијски процеси. Редно е да видам Белден и ја и ти да видиме Белден и да влеземе во таа Европска Унија. А јас сум реалист пред се и така да пратејќи ги случувањето во Полска. А иначе имам големи симпатии кон полскиот народ кој јас го ценам еден од народ со најголема, најдобра култура и култура на многу високо ниво. А знаете како, едно е традицијата, едно е културата, друго се државните работи, а трето се интересите или случувањата во Европската Унија, кој знаеме е многу бирократизирана. Така да, ајде Белкем во ова председателствување ние ќе влеземе или ќе добиеме сигнали за да отпочнеме со тој пусти кластери и еве да констатираме во некоја следна прилика дека ја не сум бил во право. Толку имам да кажам за Полска. Господине Костов, владата на Мицкоски и покрај тоа што од време на време одредени бриселски бюрократи ќе изјават дека Македонија мора да го промени уставот пред да се почнат преговорите за членство во ЕУ, продолжува со промовирање на концептот уставни измени со одложено дејство, а на истија линија е и претседателката Гордана Силјановска-Давкова. Дали може да се заклучи дека Мицкоски и Силјановска-Давкова, но и целиот државен врв имаат добиено некакво ветување од страна на големите браќа, како, например, САД и неколку повлијателни челници од Европската Унија, дека сепак оваа понуда на Мицкоски и неговата влада ќе вроди плод, и дали едно од можните сценарија за крај на македонската Голгота ќе биде преку воведување на гласање во ЕУ со квалификувано мнозинство. Ги пронајдели конечно партнерите оваа македонска влада, кои ќе застанат рамо до рамо со македонските власти за да ги започнеме преговорите без прекин на евроинтегративниот процес, се до завршеток и конечно членство во големото семејство без да бидеме понижени? Видете, ние наш патрон за влез во ЕУ немаме од почетокот и тоа е наша најголема грешка, да ви кажам. Хрватска имаше Германија и да не набројувам, така секоја држава си има по некој свој стратешки партнер. Ние имаме стратешки партнер, но не е од Европска Унија, тоа се Соединените Американски држави. А инаку да ви кажам, ево од крај ќе почнам.
Имаме ние добри партнери и ја искрени партнери, искрени соработници. Во Европска унија гледам само во Унгарија, Хрватска и Словенија. Јас сум многу реален, многу конкретен. Кај другите да видам искрено нешто и посебно не гледам. Добро, и во Вишеградската група, таму во Средна Европа, има симпатии кона Чешка, Словачка и така натаму, но тие се преокупирани со своји проблеми и нешто во последно време некое посебно внимание кон проблемите на Македонија не изразуваат или интерес. Да ве подсетам само, Франција ни стави вето. Ајде да почнеме со Грција. Грција ни стави вето. Франција го потврди, Бугарија ни стани вето, а отпосле разбравме дека и Холандија ни ставила вето заедно со французите. Тоа не се партнери, тоа не се патрони, тоа не се држави кои те поддржуваат. А знаеме дека е многу ступидарна основата зашто ни ставаат вето. Ни се мешаат во нашата македонска состојба, ајде да не речам манџа, во македонската салата, метафорично кажано. Но, како и да е, со исклучок на две-три земји ние имаме коректни односи со членките на Европска унија, имаме добра соработка. Еве гледате сега како рецесијата нам ни се одразува во Германија, ни се рефлектира во Македонија. Барем можеме да кажеме дека со Германија имавме многу подобра соработка отколку со Франција, ама и од таму знаете како сега. Таму падна владата, во Франција 2 пати паѓа владата. Нема, Европска унија е во голем хаос. Европска унија не може да си ги среди работите внатре, па ја мислам дека многу малку мисли за Македонија и за членкиве што доаѓаме, или поточно речено за Балканот. Ја никако не употребувам Западен Балкан, бидејќи ако има Западен Балкан треба да има Источен Балкан, треба да има Северен, треба да има Јужен Балкан. Ја колку знам тие такви 3 Балкани ги нема. Ама еве, балканските држави кои аплицираат за Европска унија. Како и да е, треба малку повеќе со симпатии да гледаме новија процеси. Притиснати се тие од војните случувања Русија, Украина, Израел, африканските, овие речеки Хезболах и Хамас војувања што беа Сирија, Либија, Иран и така натаму. Да не забравиме и трето, да не го забравиме и трето светско жариште, а тоа е Субсахарска Африка, тоа е регионот Сахел каде што 10 земји се во константно во војна, во 5-6 имаше државни удари, таму има големи погроми, таму има геноциди и така натаму. И притиснати од едни такви односи, кои се рефлектираат на слабење на Европската унија, тоест на нејзиното вливање во светот, како што тоа се однесува и за САД, а с големо влијание пред се на Кина, па на Индија, тука ја ставам и Русија, иако таа сега е зафатена со војна за жал, и тоа не го оправдувам. Ја лично мислам во едни такви констелации на односи, ние имаме шанса групно да влеземе, како што замижа за отпочнување на разговорите преку ноќ за Украина и Молдавија, зошто тоа да не го направат за Македонија, за Албанија, за Србија. Босна не сум сигурен дека е созреана работата, за Косово и да не збориме. Така да, како и да е, стратешкиот наш партнер, Соединените американски држави, даваат сигнали дека ни помагаат на тој план. Јас соопштенијата и на Стейт Департментот и од амбасадата на САД во Македонија ги читам и меѓу редови, има затоплување на односите, има позитивни сигнали, а сега прашање е какво и колку ќе биде влијанието на САД на Европска унија, бидејќи тие сега ќе имат друг проблем. Тие ќе го имат НАТО, финансирањето на НАТО, односите во НАТО и мислам дека Македонија нема да биде напреден таа. Ама живи били видели. Дали изјавата на европскиот амбасадор во Македонија Михајлис Рокас дека со македонската влада се разговара за некакви решенија за да се одблокира процесот, оди токму во оваа насока? Па видите, ви кажам, Бети, добро што ме прашувате за тоа. Како е тоа? Која е таа политичка, дипломатска перверзија Рокас да ни го стават нам ЕУ дипломат во Македонија, кога се знае колку години нас Грција што ни правеше? Добронамерата под наводници на Европската унија или, на дипломатите од Брисел. Така да, ја на тој човек не му верувам, тој човек се знае чии интереси ќе застапува, ама ние го пратиле, ние сме познати како добри домакини, ние сме познати како добри соработници, секој пат со отворена врата,
за соработка и ја мислам нашите му државници и политичари му подадоа рака и дека ќе се изнајде некое решение за забрзување на процесот. Господине Костов, приметувате ли вие некакви промени во бриселските ходници во корист на Македонија и македонскиот народ поврзано со политичката клима? Да бидам искрен, приметувам, да ви кажам. Од кога ја видува упорноста на Мицковски, премиерот наш на владата на Република Македонија, на Силјановска, на младиот министер за надворешни работи, мислам дека во тие разговори кои не секој пат се достапни за јавноста, како да сватија дека Бугарија го бара невозможното во поглед на билатерални односи со Македонија и на преден план го става тоа, а не копенхашките критериуми, има некое подобрување на разбирањата за проблемите македонски, а да бидам искрен, и тоа малку влијае тука и состојбата на Бугарија, која е катастрофална на економски, политички, правен, уставен, социјален, секаков план. Бугарија е на дното во Европска унија. Бугарија е пред санкции, внатрешни санкции. Бугарија е неколку пати казнувана од Европската унија и тоа влијае малку да свата дека сепак вистината е на наша страна, а таа е од времето на Бадентер комисијата, кога кажа Словенија и Македонија единствено се спремни за влез, Словенија гладко си влези, а еве ние кај се наоѓаме. Да видам искрен, мојот одговор на твоето прашање е позитивен и јас тоа го приметувам, бидејќи се имаме и нови дипломати, иако председателката остана иста, таа нешто посебно не ни е наклонета, тоа е моје некое лично мислење, ама овие дипломатите од Словенија, од Полска и од другите држави, мислам дека имаат еден друг однос, за мене едно ниво повисоко во позитива и во квалитет од претходните бюрократи. Македонската влада на чело со премиерот Христијан Мицковски отвори 4 фронта: проактивна дипломатија, борба против корупцијата и криминалот, економски развој и зајакнување на инфраструктурата преку градежништвото. Како ги оценувате овие чекори на власта и какви резултати очекувате? Ќе успее ли оваа влада да го подобри животот на сите граѓани во Македонија и да ја врати довербата во институциите? Јас со голема позитивна енергија гледам на овие потези на владата. Впрочем, тоа се изборните ветувања на прво коалицијата на ВМРО-ДПМН, а потоа и владината коалиција, и мислам дека секој човек кој добро и мисли на Македонија во поглед на економски развој, политичко стабилизирање, социјална сигурност и така натаму, дека не може да не гледа со симпатии. Јас, да видам искрено, очекувам добри резултати, бидејќи првите резултати ние ги добивме во овие 6 месеци. Премиерот Мицковски со факти ни го каже економскиот развој, кој бил малку повисок и од нивните очекувања за овие 6 месеца, или поточно за целата мината година, и од нивните очекувања, но и од очекувањето на светска ранка. Некои промилеви во прашање, ама е во позитива. Гледаме дека полека политички се стабилизираме, затвараме врати за секаков вид на корупција, организираниот криминал полека оди зад решетки, социјалата се стабилизираше на тој начин. Ќе набројам само неколку примери. Се исплати плати на неколку големи предпријатија, по неколку плати што не беа исплатени. Се зголемија пензиите, да бидем искрени, на нас пензионерите. Се зголемија платите во неколку сегменти во државата, се примија тие, да не знам на број колку беа доктори, па на медицинските сестри им се решија прашањата што чека, па пред Нова година имаше некој 10% или 12% покачување на платите. Сето тоа се сигнали дека социјалната состојба полека, тешко да се нормализира за година дена или поточно на 6 месеци, ама се стабилизира и покажува тенденции на понатамошно нормализирање. Сега, да, сите показатели, економски и социјални, покажуваат дека Мицковски, владата, па ако сакате и председателката, се на пат да го направат животот на граѓаните барем
1 до 2 нивоа, барем 1 до 2-3 степена на повисоко ниво, на поквалитетно ниво, како би можеле да го оправдаме епитетот дека Македонија е пристојно место за живење. Индикаторите се овде. Не треба да се застани. Сега имаме нова година, сега имаме нов почеток, сега имаме нов буџет. Знаеме дека се беше испразнето, се беше, да не речам, ground zero во поглед на фондовите. Сега проекцијата е дека ќе имаме раст, полека институциите се стабилизираат, се намалува партизацијата, немаше таа преку ноќ, да бидеме искрени, да се искорени. Не го гледам веќе непотизмот, роднини, не го гледам кронизмот, бизнис партнерите на ВМРО, на ВЛЕН, ООН, да зазеле место, се уште ги бркаат оние бизнис партнерите на СДСМ и на ДУИ, особено на ДУИ, и во тие сегменти јас гледам правење здрава основа, што би рекле, а не трула даска, душеме во кочани, велиме, за ајде да речеме еден првичен квантен скок на Македонија на социјала и на економија, а политичкиот систем си се полека смирува, да не заборавиме, не очекува пролет на големи болни реформи до корен во администрацијата и во судството. Ако тие се успешни, имаме информации дека темелито се прават, Македонија е на добар пат да ги подобри работите. И еве вака. Ајде да одеме по институции. За прв пат, јас после толку години имам симпатии кон Уставниот суд. Се зафаќат со нешто што некој не сакаше 7, 8, 9, 10 години да се зафати. Сега, ајде да видиме полицијата. Па тој Тошковски не спие, бре, луѓе. Човекот не го познавам, да се разбериме. Не станува збор за некој симпатии или ово или она. Не. Го гледам од телевизија и го мерам уште техничка влада, се види како работи, покаже квалитетна разлика и еве го сега покажува, гони криминал. Јас средува работата во полицијата, дури со неколку потези средува работа и во судството и во обвинителството. Сега, гледајте царината кој успеси ги има. Значи, можело, сите порозни дупки се веќе затвараат, и го видовте оној пат овој директорот Куманово, како се викаше, Бобан, кажува за резултати, фатиле толку групи, шверц, ова, она и така натамо. Катастарот ги намали цените, ги, како се вика, упрости бюрократските процедури, еве ти го населението е задоволно. Се уште тие трговците малку да ги подкастриме што прават со цениве, и ја лично мислам дека состојба полека, така, фаќа некои нормални токови. Го спомнавте реформирањето. Дали реформирањето на Македонија го гледате како политички процес или пак во него гледате длабока институционална трансформација и дали со спроведување на овие реформи, особено во економијата и борбата против корупцијата, ќе зајакне меѓународната позиција на Македонија за да може да ги отвори вратите за побрз влез во европското семејство? Ова второто е точно што го кажуваш, алтернативата што ми дава, значи голема трансформација, тоа е болна трансформација. Сум учествувал ја и пред 15-20 години во такви реформи кога се направи првата промена 98 година јон, и тогаш првите темели на реформата беа ставени, значи касневме 8 години, а вторите најаки темели на реформата се ставија 2006 па наваму, да ви кажам, со она гилотината на Груевски и на ВМРО, ако се сеќавате. Сега, знам дека ова ќе бидат сериозни реформи. Нема шминкање, нема премачкување, префарбување. Се спрема нов казе, се спрема квалитетно подобрување на ЗКП. И за прв пат граѓанскиот законник ќе излезе. Ние граѓански законник до сега не сме имале, обединување на граѓанската материја на едно место. Па нешто во закон за облигации кој е многу битен, слушам промени, има и така натаму да не ги набројувам сите. Значи реформите се подготвуваат, ги гледаме првите индикации, иако има отпори. Пазете, има големи отпори, ама отпорите мораме да ги победиме. Знаете како, тоа е и нормално. Промените, реформите се страв. Страв од новото, страв за статусот, страв да не изгубиме статус, моки, позиции и така натаму, ама ние една со тоа мораме да се справиме.
Овие ја ги нареков новите дечки, новите генерации политичари, новите политички икони, многу не се занимаваат со тоа, си ја терат работава, неколку експертски групи работат на промена на законите, поточно финализирање на законите и мислам дека тоа ќе биде добро. Сега, на што работат они? Они работат на повторно достигнување на високо ниво на исполнување на копенхашки критериуми. Ние малку зафатени со некои други работи, право со Грција, потоа со Бугарија, како да се оддалечивме од копенхашките критериуми, иако да не забравиме. 2008 ги исполнивме. А и предходно, кога ни поставува услови за промена на уставот прв пат за знамето и кон нашите македонци во Грција, ние и тогаш еднаш исполнивме. Ама многу вешто бирократите од Брисел, подпомогнати и поттикнати од Грција, Бугарија, па може би од некои други, слушам некои големи сили не ни се наклонити, не оддалечуваат од нив и ние се вртиме во еден круг. Се оваа власта е различна од другите и во очи им кажа некои работи. Ние им рече си ги гледаме националните и државните интереси. Ние сме за евро интеграција, ама не по секоја цена. Па будемте сега, вие размислите во вашите фотели во Брисел. Така да, мислам дека ако докрај се затвори порозноста на корупцијата, ако се искорени непотизмот, кронизмот, а со тоа ќе го снема и организираниот криминал, ние сме на добар пат да кажеме, дечки, ние сме зрели за Европската клупа. А доста бевме во Магарешката клупа или во предворието на Европска унија. Така, метафорички малку се изразува. Одлично. 2025 година започнува со политички тест во Македонското собрание. На првата пленарна седница, закажана за 10 јануари, на дневниот ред ќе се најдат 5 интерпелации на владени функционери. Расправата за изгласување на недоверба ќе започне со вице-премиерот и министер за животна средина Изет Меджити. А втора точка на дневниот ред е интерпелацијата на министерот за односи меѓу заедниците Иван Стоилковиќ. На третата точка се наоѓа министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, а на четвртата точка е неговиот заменик Сејни. На петата точка од дневниот ред е председателката на Комисијата за социјална политика, демографија и млади Илире Даути. Овие интерпелации се поднесени од страна на СДСМ, Левица и ДУИ. Има ли некоја од овие интерпелации реални, оправдани причини или сето ова е креирано на обична театарска представа пред македонската јавност? Како ги оценувате и каков исход очекувате од нив? Па добро, во еден дел Бети ти даде одговор, ова е театар. Ама ја рекол, не е вешто спроведен театар, актерство, без режисери добри, без сценаристи и така натаму. Колку сакаш протагонисти, антагонисти, ама тоа е лоша глума. Видите, имаше една песна Трла баба Лан, таму во Екстила пеевме. Ете тоа е тоа, да ви кажам. Ова е несериозно што се прави. Не си ги средуваат своите дворови и запнали интерпелации. Луѓе бре, 77-8 брои оваа власт. Ова е многу јака власт, ова е стабилна власт. А пази сега, не сакам да бранам амблок ја оваа власт. Јон, Бети, да се разбериме, за овие 6 месеци, единствена грешка не на власта, на дел од власта, е она Албанската академија на науките и тука Вленка мене многу изгуби. Иначе, чекај бе, Јон, полека, одење по невести, грешки, и безбедносни аеродром, каде што ја ги знам работиве, 25 години ветам, не, тоа не се работи за интерпелација. Кој изгрешил е казнет, опоменат, се е добил казната, поука е направена и она. Луѓе, интерпелација се прави кога ќе направиш голема политичка грешка, кога ќе го прекршиш правниот поредок или законите во голем обем, штета ќе направиш или морална одговорност, чувство за морална одговорност. И јас во овие сите случаи што им ги набројуваат, не гледам основа. А она што беше за предлогот паралелни институции да не направат, ја дадов мојата критика, никој не застана на нивниот предлог, дури и ДУИ, кои сега се отпадници, политички отпадници,
И ја мислам, кого ќе интерпелираме, кого ќе менуваме? Па дајте да им даеме шанса да работат, нека грешат, па ќе ги менуваме. Така да, бете, да ти кажам, таму нема сериозна работа. Таму ќе има вреѓање, таму ќе има дофрлања, таму ќе има желба за закачки. Тука ВМРО и ВЛН треба да внимават малку, да не наседнат као на левица на тие моите ученици, ама нешто слабо узад ДНС и да прават закачки. Така. Не гледам сериозност во овие интерпелации. Так. Председателката Гордана Симеоновска-Давкова пред неколку дена рече дека на Македонија е потребен нов модерен закон за помилување. Дали го делите истото мислење со председателката и каков би требало да изгледа тој нов закон према вас? Дали тој нов закон треба да даде можност за поголеми помилувања за сите или само за одредена категорија на затвореници и кој тип на затвореници треба да се помилуваат, а кој тип воопшто не треба ни да се помисли да се помилуваат? Јон, тука има малку специфично мислење, да бидам искрен. Повелете. Знаете како? Сега кај нас има некоја атмосфера, те вакви сме помилувале, те такви. Па поштени луѓе не се помилуваат, бе, Јон. Криминалци се помилуваат. Значи, што е работава? Вака ќе ви објаснам двата пола, ќе ви ги кажам, на државата, на суверенот. Значи, суверенот кога грешиш ти, те казнува и кога се огреши според уставот и законот, ти дава лесна, средна или тешка казна затвор и те праќа во затвор. Ама суверенот, бидејќи е суверен, бидејќи државата покрај репресивно лице, има и милозливо лице, хумано лице, по разни поводи, најчесто се државни, национални празни, најчесто е некој убав настан за општеството и државата, решава да те помилува, да ве подсетам. И таа пуста турска империја 500 години што не тлачеше, сетете се кога ќе речат урието, тоа ги помилува. Ќе ги казне 103 години, после 5 години се случи турска револуција, например, 908 ги помилува нашите војводи, да речам, комити и така натаму. Значи, треба да сватиме помилување, да сватиме правата улога на помилувањето. Значи, председателот, тука ставам и аболиција, тука ставам и амнестија, кај на законот е полн со дупки. А за овие може, за овие не може. Признавам само строга дисциплинирана, точно одредена процедура, кога почнува процесот, како се одвива, кој го води, кога завршува и кога помилувањето го дава председателот. Тука имаме неуедначености и треба да се направи и, еве да одговорам, поддржувам иницијативата за нов закон. Ама, да се каже, Сотир ќе го помилуваме, сега морам вака да објаснам, а Јон нема да го помилуваме, не може тоа така. Не може. Си правеја кефови заев компанија, овие ќе ги помилуваме, овие некои не направија, значи ни се смееше цел свет. Прво ни внесува вештачки тероризам, па потоа рекоа, овој терорист ќе го помилуваме, ти ќе гласа за нас, овој не. Не, така не се прави. Значи, сум за нов закон, малку попрецизно, еве ќе ви кажам, улогата на директорите на казнено-поправните домови, улогата на министерот за правосудство, комисијата и председателката. Ја тука би додал во еден закон тоа да биде и аболицијата, и амнестијата, три различни области, три различни нивоа, и да се знае. Кога казнуваме, кога сме репресивни, казнуваме ради тоа што некој дигнал рака на државата. Ама кога помилуваме, фактички ние покажуваме хуманост и кон таквите категории, еве ќе кажам, граѓани што се огрешили криминалци, од причина што очекуваме дека барем малку се социализирале во КПЗ-то. Сега нашите као казано поправни затвори што се поинакви, тоа е друга работа. Ама, си стојам, нека ми критикува кој колку сака, ако председателот е суверен, ако му е дадено право да помилува, ја мислам може да помилува. Молим лепо, ја као правник тоа го бранам и уште ќе го бранам. Сега не одма да се фатиме со некои криминогени зверови, јас ги викам, кои што добиле доживотна
казна затвор, порано што беа најстрога казна 20 години. Да вратам историјата назад во САД и смртна казна така натаму. Ајде ви сега да ве подсетваме на компарација да ви направам. Ја од денови ја кажував таа, иако бев во илегала, не излегував многу во медиумите. Џо Бајден, последниот ден од моќта своја, си го помилува синот? Си го помилува. Да. Дали е тоа United States of America? Дали е тоа најголемата демократија? Мојот овој пулен, како се вика, председател Трамп што го избра по втор пат. Најави помилување на луѓето што се осудени таму за нивниот јануари за влезот во Капитол Сити, најави. Што правиме сега, Јон? Само кај нас не смее да се помисли, тука користам приликата да кажам дека невини луѓе во Македонија лежат во затворите до 27 април и дека час поскоро ние треба да се исчистиме кон нив, да се оправдаме, совеста да се исчистиме и сите оние други кои веќе достигнале степен за помилување да бидат помилување. Ја од прилика имам толку да кажам за помилувањето. Знам дека овој мој став сите не го оправдуваат, од она што го научив ја од Нелсон Мандела, од она што изучував америчка историја, од она што сум изучувал континентално европско право и островското Велика Британија, ја ви тврдам дека мојот став е исправен. Па сега кој како сака. Владиниот коалиционен партнер ВЛЕН и опозицијската ДУИ во последната недела од 2024 година си дадоа резиме една на друга за она што го работеле додека биле дел од власта. Од ВЛЕН велат дека само за месец дена се срушила 20 годишната кула на ДУИ, градена со криминал и корупција, наведувајќи преку 12 криминални и коруптивни сделки, обвинувајќи ги дека направиле непоправлива штета на македонските албанци, но и на националното достоинство, без при тоа да потенцираат за кое национално единство станува збор. Од ДУИ им возвратија со список составен од 5 точки, насловен 5 дена, 5 скандали, во кои ги наведуваат негирањето на албанскиот јазик од страна на спикерот Африм Гаши, забраната за азбуката, прогласувањето за невин на полицаецот кој го симна албанското знаме, ослободувањето на насилниците од 27 април. Двата табори велат дека работат за албанците. ВЛЕН се нарече надежта на албанците, а ДУИ бранители на правдата, еднаквоста и достоинството на албанците. Како ги оценувате ваквите препукувања, особено оние кои доаѓаат од ДУИ, каде што во ниту еден збор, а камоли реченица, не се споменуваат Македонија и македонците? Ево последно обетите најмногу вреде да ти кажам. Нека се препукуваат ДУИ, вреди и ВЛЕН колку сакаат. Тоа е демократија, тоа е плурализам, тоа е битка за власт. Овие паднаа од власт после 20, тамо не знам колку, 22 години и сега овкаат на секој чекор. ВЛЕН не се некои изворни партии, сите се испилени од некоја партија, ама знаме, се нова генерација политичари, понапредни се, сега прават една грешка што многу се запреткуваат во тие препукувања. Например, па и грешат, ама не катастрофално. 12 коруптивни сделки. Ја и групата која работиме на откривање на криминал, како пензионери, како правници кои знаеме што е кривично право, ние 36 имаме изброено. Значи да не ги броиме, тие се небројани. ДУИ е многу криминогена, криминозирана партија и ДУИ треба да и помогнеме да се исчисти од криминалот. Не би ги пребројувал, имаме институции, нека ги гонат, тоа го прават институциите, сега за сега во најголема мера полицијата. Зависи кој како обвинителство. Обвинителството за организиран криминал ЙОК, таму е забрането да се гони ДУИ, ама затоа другите обвинителства полека терат работава. Значи, она што го реков. Каде е во нивната дискусија, во нивниот диалог, национални државни интереси на Република Македонија? Кога ќе го чујам тоа, јас ќе зборувам за ДУИ. А вака сега сите ми личат на орлиња кои високо летаа, паднаа ниско, по кочански велиме љусна, тресна. И много јасно дека сега ќе се прават они мангупи, дека знаат се и така натаму. Не. Друго, дали имаш некој подпрашање, сега не можам да сетам. За знамињата. За знамињата. Полицаецот.
Што го симна албанското знаеме би го наградил. Коректно го симна, не направи белја, ништо. Ова е Македонија, да се разбереме. Има да стои македонското знаме на преден план. А оној што го пареше, газеше и кинето, и кинеше, би го затворил и тоа тешка казна би му дал, драконска, другите да не помислат. Не сум за драконски казни, јас. Не сум, ја бев познат обвинител кој знаеше да каже на времето добар збор и за сторителите на кривични дела, бидејќи не се сите окорели криминалци. Има нешто и во нив, некој тамо добрина, да речеме, скриена, сите имат некои своји синдроми и така натаму. Овој, значи, што направи скрнавање на македонско знаме, ја драконски би го казнал. Ете, тако сум ти ја, чувар на македонштината. Не може бе за туѓо знаме некој тамо мене да ми држи предавања. Нека оди во Косово и во Албанија да држи такви предавања. Ова немој да го сватите дека покажувам некој тежок национализам. Не. Си ја бранам нацијата и државата. Не можат да се веат толкави знамиња кога ќе тргнете од Скопје, Тетово, Гостивар, Кичево до Струга и Охрид, да ви кажам колку знамиња са, колку високи онија столбови ги има. На сите се вее албанското знаме. Па сега да ве прашам, иако сте во Австралија, ова Албанија или е Македонија? Премиерот Христијан Мицковски на последниот ден од минатата 2024 година рече дека очекува во 2025 година македонското досие поврзано со евроинтегративниот пат на Македонија конечно во Брисел да добие светлина и дека со луѓето од ЕУ во Брисел заедно да седнат и да направат план и сценарио како да се стигне до самиот крај, а не само за првата пречка. Одговарајќи Мицковски на новинарско прашање поврзано со наводни напади од страна на спикерот Африм Гаши, дека кај власта немало политичка волја да се смени уставот, Мицковски потврди дека вака како што е концепирана работата, нема да има политичка волја, се додека е тој премиер и додека е претседател на ВМРО ДПМН, бидејќи како што тој самиот рече, јас не сум авантуриста, ниту екзибициониста. Како ти ги оцените ваквите изјави на премиерот Мицковски? Пред да го слушнеме вашиот одговор, за нашите слушатели и гледачи предлагаме да ги слушнеме дел од неговите изјави. Очекувам дека македонското досие конечно во Брисел ќе добие светлина и очекувам дека ќе седнеме заедно со луѓето во Брисел да разговараме и да направиме план и сценарио како до самиот крај, а не само за првите една или две пречки. Сакам да видам план во кој што ќе учествуваме активно како да дојдеме до самиот крај. Се разбира, никој не може нас да ни гарантира дека ќе дојдеме во одреден временски период, но може да ни гарантира дека немаме повеќе проблем со билатерални прашања. Затоа што ние милиметар не сме се поместили овие 20 години поради билатералните прашања. Не дека ние сме брилијантни дома, но има многу земји членки кои што станале земји членки па не биле брилијантни. Односно, да бидам подиректен, не секогаш станува збор за кластери и поглавја, туку има и политичка волја и одлука. Очигледно за македонското досие таква политичка волја и одлука изминативе 20 години немало. Така што, да бидам попрецизен, ова е двосмерна улица, ние сме подготвени нашата насока да ја возиме, но дали вистински е подготвен Брисел да тие возат својата насока, не декларативно, не тапкање по рамо, не испраќање пораки, да седнеме и да направиме јасен план, за тоа сум подготвен. Ете тоа очекувам во следната година. Благодарам на прашањето. Да, нема да има политичка волја, додека јас ја водам владата и додека јас сум претседател на ВМРО ДПМН. А без ВМРО ДПМН уставни измени нема. Тоа треба на сите да има јасно. Да, нема. Вака како што се концепирани, нема. И нема ни да има. Вака како што се концепирани, ќе повторам, додека јас ја водам владата и додека сум јас претседател на ВМРО ДПМН, ќе нема. Зошто? Затоа што јас не сум авантуриста, нити екзибициониста во мојот живот, газам на цврста штица и ако носам било каква одлука, таа одлука сакам да значи крај на еден процес, а не само почеток. Кога некој во Брисел ќе биде подготвен да разговара со мене за крај на процесот, тогаш јас ќе бидам подготвен. Инаку да сумирам, многу мудра, интелигентна изјава има дадено
спикерот на парламентот господин Тафрин Гаши, бидејќи за разлика од поединците е свесен за реалноста кај нас дома тука во Македонија, дека без ВМРО ДПМН нема уставни измени. Повелете, господине Костов. Јоно, ја не знам што тука да додадам, да одземам, да критикувам, значи. Право вака. Не ви викнав да критикувате? Не. Конкретно иначе има што да се критикува. Не, може да идеални. Не го види вака. Во два дела делам ова изјава, инаку ја оценувам како конзистентна, на место, на преден план ги става националните и државните интереси на Република Македонија и прави она што велат во англиското јазично подрачје make a different од претходната власт. Тотално различно. Ајде да го расчленам. За Европска унија вели: да, треба да седниме, да се договориме, ама да ги имаме предвид нашите интереси во рамката на критериумите за влез во Европска унија. И дава наговештување дека има некои сигнали. Ја ова, што би рекол, стомаксова, лайк. Сега за делот втор, кој на многу им е шкаклив. Вика, додека сум јас, малку сега персонализира, додека сум јас, примеро, нема, за ваму вели, имаме политичка волја за Европска унија и за да се договараме, ама како што треба, според правилата и вредностите на Европска унија, а за ваму вели, не, нема политичка волја, на таков начин, да си ја издадиме, не го кажа тоа, ама тоа е фактички меѓу редови, да си ја издадиме каузата, да си ја издадиме Македонија, да распродадеме и тоа што ни остана малку и да влеземе во Европска унија. Браво! Ја мислам, и се вака, не е ова од Сотир само браво. Ајде да видиме, 440.000 го поддржаа. Силјановска е поддржана од 560 кусури илјади луѓе. Луѓе, да не си играме, тоа е голема поддршка. Па сега гледајте кои одат по градовите, каква е атмосферата, како оди композитива. Секој ден или нешто се отвара да е завршено, што елам јас се сечи со нозици и панделки, се ставаат, или се става, овие како ги викат, темели за некоја градба и ово и она. Епа, ја мислам, некој си ја врши работа. Секако, ке има и грешки. Ама видите разликата. Кога даваа сега на општиниве оние 250 милиони кои ги распределува по апликации, не видов дискриминација. Да, тачно е, Струмица не доби градот, ама од многу разбирателни причини. Им рекоа, конкурирајте сега, не ги грешите основите, ќе ви дадеме и вам. Дадоа на општини кај што се раководи од СДС, од ДУИ, да не зборам ВЛН, ВМРО, знам и така натаму. Еве ти премиер за сите, еве ти влада за сите, а не влада за жена му на таче да зима бизнис да прави и брат му на груби и така натаму. Не знам, ја овој изјава ја оценувам со многу висока оценка и дај може да се случи тоа што премиерот вели дека треба да се случи. И поддржу, со симпатија. Од владата беше потврден ставот за разрешување, односно изгласување на недоверба на Судскиот совет и неговите 5 члена избрани во собранието. Причината за нивното разрешување е не изгласувањето на извештајот за работата на советот од страна на собранието. Во врска со оваа најава, професорот Денис Прешова изрази реакција, наведувајќи дека разрешувањето е спротивно на Уставот и меѓународните стандарди. Како го оценувате ставот на професорот Прешова и кој е вашиот личен став за чекорот кој го најави владата за разрешување на членовите од Судскиот совет? Сега ќе ви изненадам, а може би знаете, може би каде сум зборувал, јас тоа момче многу го ценам. Тоа момче, не знам, асистент или професор на правен факултет, имав прилика пред 10 дена прв пат да го запознам, бев на правен факултет, имав едно симпатично предавање на едни мои колеги пензионери, ама постари од мене, трета доба, и го сретнав во бифето. Тој дечко е многу квалификуван за уставно право, за политички систем и така натаму и така. Тој си има право на свое толкување, на своја дефиниција, на свој став. Ама да не забораваме, тој е многу млад, сепак се уште недоволно искусен, не се бавил со политика и нема искуство да процени, да види дека некои работи аплане кочат нас. Аплани го
блокираат уставниот, судскиот, обвинителскиот систем и ние не покажуваме резултати. Во такви услови неминовни се промени и реформи. И сега еве да ви кажам решение. Ако собрание Јон те бира тебе, мене и Бети, по кое правило не може да не разреши ако не сме покажали резултати? По ниедно правило. Еве ја формулата. Собранието ќе го разреши оној дел од судскиот совет кој го бира собранието, неле има и други, председателот, како се вика, бира па фелата и така натаму. И така, 3 начини на избори има. Па вака, ако 5 души се сменат, мислам дека се 3-14, тоа е една добра повеќе од третина. Значи е тоа. Тоа е една добра подлога за менување на состојбата во судскиот совет. А да ми простете, со истите луѓе, кои веќе година, можеби и кусур не бројам, од оценската мисија на ЕУ немаат мрзнато со прст, а 40 препораки, Јон присети се и Бети, добија, ништо не направија, и да ве сетам, да ве подсетам, ќе браниме членови на судски совет кои за пајазити со години водат постапки. Ќе бранеме членови на судски совет и ќе викаме дека не е законски да се сменува, да бидат променени, кои судијата им беше пред нос, не го гледа, а мораше сад да интервенира на црна листа да им го стави тој судија, а тие да не го третираат и да не го на време или превентивно спречат во некои дејанија или репресивно да го казнат. Ќе браниме сиви еминенции. До вчера таа Лорета што и помина судиката, мислам од Струмица, и помина мандатот, ама белјата и стои, што беше лева и десна рака на Наки Георгиев од Врховен суд, кои си правеа калкулации. Јас ќе се откажам, син ми ќе ми го изберите и така натаму и така. Не. Луѓе што сменија председател, ова што си даде оставка у 5 минути, 12, ја сменија, ја врати управен суд. Со кое лице ја вратија, мене не ми е јасно. Истите ја изгласа и онај штипјанецот, како му беше име, Сашко. Кај тие луѓе нема морална вертикала, Бети, Јон. Значи, тие луѓе не може системот нас да ни го квалитативно напредат судскиот, а камоли да водат и кадрска политика, а камоли да спречуват узурпации на судската функција. Не, тие луѓе мора да бидат сменити. Кога веќе нема добре, си една колумна напишав пред месец-два, да си дават оставка. Требаше таа председателка, кога ја вратија на место, да свати дека со тие луѓе не може да работи, што ја сменија незаконски, и прва да даде оставка и сите по неј да дадат оставка, да се изберат нови членови. Така да, Денис Прешова со право може да ни кажува науката што кажува, ја го поздравувам тоа, а и тврдам многу квалитетно момче. Ама ние си имаме проблем, рак, рана, ground zero, како се вика, рейтинг на судството, мора тоа се смени. Поддржувам се што кажува Мицковски и владата за промена во судскиот систем, како во судството, така и во обвинителството. Господине Костов, дали од ова што досега го кажавте поврзано со прашањето, можеме да заклучиме дека разрешувањето е правно издржано и дали владата има други правни алатки и кои се тие? Вака, за овие што ги бира собранието, ви тврдам дека 1000% е правно издржано. А за другите, ако постои вонредна состојба, оценска мисија незадоволителна, изјава на Агилер дека толку и толку милиони е дадено за обука во САД, а резултати нема, изјава имаме на State Department од судството е никакво, ги имаме аферите, еве нешто ви ги набројав, сега треба да го бројам и заменик председателот на Совет на јавни обвинители што е фатен во коруптивна овој како беше порано обдуцван што беше, па овој врховниот судија. Да не ги бројам сите, тоа афера до афера. Значи во ванредна ситуација се прави рез и се менуваат луѓето. Како биле назначени, така ќе бидат разрешени. Ама, кај нас не работи нешто најважно. Однос кон должноста судска и обвинителска, однос кон одговорноста од работата и однос кон моралната одговорност.
Оставка бре ќе си дадам бре. Цел свет ме критикува, па ја ќе се срамам да седам. Па си давам оставка и половина спречувам, ќе рече, барем еден паметен, браво на Сотир даде оставка, чувствува морална одговорност. Тоа е решението, нешто со смена во собрание, нешто со оставки, а нешто со предвремени избори, се дали е законско или не, треба да се видат малку законите и како бе, и онда те прашам, несменливост. Ова малку личи на собранието, на пратениците. И они се несменливи, ако се распуштат. Значи, треба да менуваме, Јон, Бети, треба системот да се го надоградува. Времето не гази. Ја мислам дека ќе се најди начин, ако се има, како беше, ако се има волја, има и начин. Се сеќавате кој го рече тоа? Усред Брисел Мицковски им го кажа на бриселските бюрократи. И ја мислам тука ги тушираше. Па еве, ја го повторувам, тоа и го кажувам. Ако се има волја, има и начин. Така, кога сме кај Мицковски, како ќе ја коментирате изјавата на премиерот дека ако судиите не покажат свесност и не си заминат доброволно, владата ќе мора да преземе чекори за да ги разреши? Да, ја поддржувам. Ќе се најде начин, луѓе, министерот за правда работи, има 2-3 групи, работат, бар ја тоа, толку го знам, повеќе не знам. Не, јас се бавам со новинарска работа, правам таму некоја емисија у Лидер, и ја колку знам се работи на тоа, а пази, мислам и вие знаете дека нема нерешливо прашање. На се може да му се најде решение. Да се сетиме, колку работи, луѓе, ние претходниот јавен обвинител го изгласавме на незаконски начин, си го истера мандатот, не му фали влакно, бе, луѓе. Влакно не му фали. Овој па сегашниот. Овој па година дена, тамо и колку е на... нема по година дена, ама не презема ништо. Луѓите му ги ставаат и од политиката, и од судството, му ги ставаат и од локална самоуправа, градоначалници, му ги ставаат на црна листа, он не презема ништо. Па еве ти доказ дека треба да се менува, треба оставка да се даде. Така. Каков треба да биде според вас составот на новите членови на Судскиот совет, за да не ни се случи повторување на грешките од минатото, кога едни се заменуваа со други, а притоа задржувајќи ги истите навики и начин на однесување? Најдобрите. Има една легенда непотврдена, неле Александар Македонски не го кажал наследникот и затоа брзо, по неколку стотини години се распадна дефинитивно царството на Филип и на Александар, ама на последниот издиш е рекол најдобриот. Значи, влечамо таму во таа метафора. Најдобрите да бидат изберени во врвот на пирамидата. Така беше замислен Судскиот совет и Совет на обвинители. Учествував пред тамо толку и толку години во правењето на тие закони. Ништо не се според, ама знаеш како 5% од тоа не се спроведе, еве нека е 10%, а каде се 90%. Што значи најдобрите? Најдокажаните, најпрофесионалните, најобјективните, најнезависните, најнеповодливите, луѓе кои не се склони на корупција, луѓе кои имаат морална вертикала и луѓе ценети од фелата. Фелата треба да не е подкуплива, не избравме обвинител на тамо овој против корупција и организиран криминал, гласа се чела Источна Македонија, не го знаеш. Не даде програма, до ден денес го нема програмата. Пази, не сме го чуле како зборува. Ја бев најголем критичар за Катица, велев дека е правнички неписмена, ама таа барем зборуваше. Овој сте го чуле, бе, шефот на обвинителството за организиран криминал и корупција да зборува, него нема. Само смешки кажува на новинарите и си заминува. Излегува од состаноци, влегува и си заминува. Не, такви обвинители, извините, не, без да дали е турчин, албанец или македонец. И треба обвинител со правнички вординг, обвинител со врско ќе го видиш да се исплашиш од него, кој ќе зборува сериозно, зборува за прекршителите на уставот и на законот и подзаконските норми. А не, овој само се смешка. Па извини, такви обвинители не требаат. Значи најдобрите, Бети, Јон, значи најпрофесионалците и најдокажаните, и има едни европски стандарди, многу се слични на американските. Тоа е една вредносна рамка, се вика, која ќе ја ставиш на кариерата на Сотир Костов, да речеме. Никад не сум бил судија, ама еве, хипотетички као судија, и кога ќе се види неговиот учинок месечен, годишен и кариерен во фази
Основен суд, виш суд, врховен суд, ако сум имал таква кариера и ако се види дека сум покажувал брилјантни резултати, тој треба да се бира. А не да се бира некој што ќе потплати, некој што ќе лобира и со непотизми и кронизми ќе си ги бираме ја, тебе, ти, мене и она, ја што го нареков за катица транге франге. Транге франге е во економијата, во бизнисот, во политиката треба да владеат вредности, а особено во правото. Ни треба нешто што се вика юридизација, ставање. У Македонија за тоа зборува само Шкарич, па мислам и Силјановски има еден-два есеја напишено, значи ставање како на политиката, така и на општествените норми во правни рамки. Ако политиката излезе од тие правни рамки, да биде истражувана, процесуирана и осудувана, значи носителите на политички функции. Се е јасно. Ако тоа не биде правено, ќе ни се случи ова што ни се случи минатите 7 до 10 години, од пржино па наваму, се да е противзаконски, се да е шарена револуција, се да е на абаданте систем. Државниот јавен обвинител Липсо Коцевски обелодени дека кртот кој го предупредил Артан Груби дека се планира негово апсење не било редовите на обвинителството, при тоа додавајќи дека се уште немаат информации каде би можел да биде сокриен Артан Груби и дека истражните дејствија се уште во тек. Му верувате ли на Коцевски дека не знае каде се крие Груби и како гледате на тоа што од опозицијата се убедени дека во бегството на Груби е замешано на високото раководство во Министерството за внатрешни работи, а како на она што од власта се убедени дека постојала спрега помеѓу СДСМ, ДУИ, обвинителството и судските органи кои спроведувале истражни дејствија. На кого најповеќе му верувате, господине Костов? На никого? Ја на Косевски не му верувам, да бидам искрен. Не сум сигурен дека тој знае каде е Груби. Груби, пардон. Не му кажале? Не сум сигурен, а као обвинител би требало да знае. Јас знам дека полицијата му е на трага и знае. Така да, тоа се малку комплицирани постапки, Интерпол не е замешан, меѓународна потерница и ќе се финишира. Тешко ќе оде со политички азил, барем се гледа, не се објавува ништо, Али Ахмети изиграва паша и вели на албанска територија и со тоа се прави мангуп, бидејќи тоа значи Албанија, Косово, Македонија и пак територијални црти тој ми покажува, ама реков, он е орле кој е падна ниско доле и он е веќе адакта за мене, бидејќи од врвен стратег се покажа дилетант од лидерската средба кога го нокаутираше Мицкоски, кој му кажа вистината во очи, преку изборите и постизборниот период, Али Ахмети не можам да препознам. Ја него сум го ценел као стратег, као политичар не, као државник воопшто, ама луѓе еден лидери македонски прати во пензија човек. Сега кога дојде он да оди во пензија тешко. Па така е, на своја кожа е најтешко. Ама дава такви изјави, пазите, одма утредента отиде на Косово. Што мислите зошто отиде? Па тој е сретна со Груби. На кафе. На кафе Да, на кафе. Така, во право си, алалдати. Значи, договор е направен. Што ќе правиме? А пазете, Груби не е проблемот. Проблемот е Али Ахмети. Зар Груби правеше нешто без дозвола на Али Ахмети, јас да ве прашам? Не. Па треба малку да ги отвориме очите и да знаеме дека времето на Али Ахмети во Македонија истече. Го опоменаа огнените, да си ги послушаше огнените. Немаше да се случи ова. Пошто огнените не ги послуша, голем дел од нив ги подкупи, ги врати, најупорните му го направија влен, поточно вреди, и му се случи тоа што му се случи, да се покрива со турски партии, со ромски партии, со бошњачки партии. Он е малцинство сега. Он уште ќе паѓа, ќе видите се и на локални избори, уште ќе паѓа. Ама да се вратиме на проблематиката. Не е ни битно каде е Груби. Битно е дека бега од правдата, битно е дека е кукавица, нема храброст да се соочи со институциите во кој беше десетина години од својата кариера и во еден момент најмоќен човек во државата, а во добар дел втор човек помоки. Значи, кога беше Ковачевски, он беше најмоќниот. Кога беше Заев, он беше тука негде втор човек помоки. Значи, он беше извршителот на Али Ахмети и на ДУИ. И сега тој човек не е во бегство. Кај и да е, ќе биде откриен, предпоставувам ќе биде вратен.
и да не биде вратен по мојата теорија, целта е остварена. Покажано е каде лежела корупцијата. Стейт департментот кажа, амбасадата кажа, Freedom House кажа, ЕУ извештајот кажа, во високите владини врвови, во високите институции на државата Македонија, еве ти го, он, ајде се одиме пониско, Мерко, па и друг еден градоначелник, ајде одиме у судството, еден судија, ајде да одиме пред Груби беше еден подпредседател, како му беше име од Велес, тој што беше од Стопанската комора, Назаев што му беше лева рака. Ети ти го на црна листа, ами што правиме? Се е јасно, не сакаме да ја видиме големата слика. Значи, коруптивните елементи во власта до сегашна се откриени. Има уште, ќе бидат откриени тие, така да речам, помалите или тие што се позади завесата. Веќе се истражуваат трите најјаки фирми што 10 години изграниле стотици милиони евра преку надавања од албанските министри во владата. И тоа ќе биде обелоденето скоро, и ние сме на добар пат. А на Груби му посакувам се најдобро да ти кажам. Битно е дека тоа е срам за македонската политика, битно е дека тоа е најголема брука за Дуи и битно е дека тоа е најголемото промашување на Али Ахмети. Му кажува, не сакаше да верува. Треба да си даде оставка и да им помогнеме на Дуи, бидејќи е македонска партија, иако не е за национални државни интереси, ама овде е. Не можеме да ја падиме, да ја реновираме Дуи. Ни треба чиста Дуи од криминал, од корупција, од непотизам, да нема внуци, да нема Ролс Ройси со рави и ова и она, и Бујлом нека се надпреварува на политичкиот пазар, на политичката арена. Го зачнавте моето наредно прашање. Како ќе ја прокоментирате изјавата на Али Ахмети дека Артан Груби не бил во бегство, туку се наоѓал во некои делови на Албанија и дека не бегал од правдата, туку бил подготвен да одговара пред органите на правдата, но не со одмаздувачка и селективна правда. Дали по ваквата изјава Ахмети беше повикан во обвинителството да посочи точно каде се наоѓа Артан Груби? Колку знам, не е повикан, во право сте, треба да биде повикан, ама ако други е спремен да одговара пред институциите на правдата, треба да дојде во Македонија. Зошто се крие? Зошто бега? Значи, Али Ахмети е човек во хаос. Али Ахмети не знае што зборува. Он се ги употребува како и до сега. Тогаш падна Али Ахмети, да ви кажам. Во едно интервју на македонски медиум и на еден албански медиум ги даде во разлика од 3 дена, рече: се што сум кажал, така ќе биде, така беше и така ќе биде. Ви тврдам ќе има уставни измени. Ја одмам одговорив со колумна, нема да има уставни измени. Значи, ево, ја една мојата маленкост сум знаел повеќе од Али Ахмети. Не, тој е еден деспот, тој е еден ага, тој е еден султан, тој е еден паша, што нема појма од демократија, од плурализам. Тој само знае како терорист оружје да употребува, да наредува, да се убиват македонци. Сега тука ќе ги спомнам хашките случаеви, да бега од правдата и да употребува еднократно млади албанци за интересите негови лични и на неговата камарила. Така е употребен Груби. Ке ве подсетам на еден политичар. Него многу ценам, ама по тој принцип го ценам. Петар Гошев, на почетокот на плурализмот, кога рече: не сум крпа за еднократна употреба да ме фрлат. И одби што одби. Тоа треба се цени. Тоа што никад не ги дотера работите до крај, тоа е негов проблем. Ама ево, као председател, како се вика, на Народна банка не беше лош, као министр за финансии, така, као лидер беше слаб и така натаму. Ама Османи, сите други се употребени од Али Ахмети и од великоалбанската кауза да нанеса штета во Македонија. Оваа полиција, оваа влада го разоткрива тоа, се доаѓа на површина и сега на некој му е напишав пред недела-две тесно во собствената кожа. Епа тесно е кога ќе ти ги откријат криминалите. Неизбраната гувернерка, односно американската амбасадорка во Македонија Анџела Егелер, коментирајќи ги најавите на владата за распуштање на судскиот совет,
изјави дека ставот на Американската амбасада за судскиот совет е познат, а тоа е дека работата на судскиот совет треба да се концепира според препораките на Оценската комисија на ЕУ, притоа додавајќи дека за некои состојби треба да има и одговорност, но тоа да биде транспарентно. Како гледате на тоа што новинарите во Македонија бараат мислење од амбасадорката, но и од другите амбасадори во Македонија скоро за се што се случува во Македонија, особено кога се работи за внатрешните работи на Македонија? И покрај се ја ова изјава добро оценувам. Види, ја спомнува оценската мисија и вели да се постапи. Па не е постапено. Година дена не се постапува. Значи некој сака статус кво, некој не сака промени, некој не сака реформи. Тука лајк. Се ова алала ти е јон. И јас сум у твојата група. Значи не ценам новинари што се улизуваат, што поставуваат прашања од кои прашања си го губиме дигнитетот македонски. Значи, треба да внимаваме. Ние прашањата треба да ги фокусираме, поточно адресираме на нашите политичари, на нашите државници. За мене, они се битни. Јас сум ги бирал нив или не сум ги бирал. А странциве, нека прават некој мониторинг, бидејќи сме во ЕУ процес интеграција, нека не оценуват, ама доста ни одлучува, те не знам Калето, те Велика Британија, те Франција, те Макрон. Се види колку не сака Макрон. Он прво не може у својата куќа се среди работата. 2 премиера и 2 влади му паѓаат, па ќе ти мисля ларно за наш Боже те сачу. А историјата ако не знам, ние како новинари никогаш не би си дозволиле да прашуваме странски амбасадор за она што се случува во Македонија и за македонските национални интереси. Никогаш. Па да, ама не, еве направи вака една разлика, компарација, мада блиско си тоа што го кажа. Ајде да видиме во Австралија како се однесуваат. Ајде да видиме во Германија како се однесуваат. Ајде да видиме во Америка. Ете тоа се во Канада, демократиите каде што се на високо ниво, ама па и не се баш како што кажуваат високо. Таму ќе ти речат no comment или ќе ти речат нема место за прашање, или ти велат на оваа прес има прашање, на оваа прес нема прашање, на овој прес има само за оваа тема, кај нас не знаат тоа да го направат. Па затоа и состојбата во новинарството не е таква каква што не е. Така. Пред неколку дена во јавноста се појави информација дека син на поранешен висок функционер бил приведен поради одавање на службена тајна поврзано со акцијата во Арачиново, но потоа бил ослободен. Според шпекулациите станува збор за синот на поранешниот заменик министер за внатрешни работи Назим Буши. Како ја оценувате оваа информација и дали имате било какви податоци што можат да потврдат или ги негираат ваквите наводи? Бети, тоа е непотизмот за кој зборувам. Значи, татко си вработува син, го стават на некое битно место, доаѓа до информација и наместо професионално да ја чува, да ја споделува со колегите и да работи на реализирање на задачите, тие оддаваат. Ајде да ве подсетам на едно апсење кај Калето, кај гужвите, кога исто така имаше ставање лисици, па дури и груби беше тогаш, он тогаш беше стрит фајтер, беше борец беше тогаш, не беше политичар, не беше прав заменик на премиерот. Так дојде заменик министерот албанец, му ги симнаа. Така демократијата ја сваќат терористи преку ноќ облечени во одела или во одежди, во одори на демократи. Не, они се велат демократи од 24 карати, јок. Тоа се изобличени политичари, тоа се никакви политичари, тоа се никакви полицајци, тоа нема никаков кодекс, абе има полициски кодекс, бе. Па и гледаме филмови, бе, Јон, Бети, абе не кажува на жена му што работи, на кој случај работи, кој во интерес, државен интерес. Ете, овие филмови по Америка што ги гледаме од западот, од оваа. Едноставно на децата не кажува. А кај нас видиш како? Син на заменик министер оди и ги предупредува криминалци. Вака што гестикулирам, останатиот дел од фамилијата ме зафракава позади камерата. Додека с нека фамилијата, се новогодина и фамилијата. Не зезаат за моите гестикулации, веќе се смирам. Така да не го оправдувам ова што го прави Буши, ама и не само тој, и многу други го прават. Тоа е тој октопод на најниско до највисоко ниво, сега ќе ви кажам, во полицијата, во царината,
во УЈП, во катастерот. И во Скопје има една мантра. Сакаш да завршиш работа? Фати албанска врска. Пази како се деградираме. Значи, ние македонците сме лоши, ние не вршиме работа, ама вика, фати албанска врска. Се тоа ставени на места кои не ги заслужуваат и ги работат или преку подкуп, или преку непотизам, или преку кронизам. Ете ти го Буши, ете ти го феноменот Буши. Тоа треба да биде елиминирано, тоа треба отказ да добие неговиот син, најмалку, а не опомена или било шо, и нека почне од старт од нула. Од нула, и па нека биде после избор. А тоа се вика преваспитување, тоа се вика дисциплинска мерка, тоа се вика ресоциализација. Обвинителството за гонење на криминал и корупција чека известување од кривичен за да побара евентуален притвор за пронешниот директор на СМ Васко Ковачевски, кој е еден од осомничените во случајот Адитив. Дали очекувате обвинителството да побара притвор за Ковачевски и зошто не побара притвор уште на почетокот кога беше осомничен, наместо да се препукува со кривичниот суд кој е крив за тоа што се уште се нема побарано притвор за него? Што вели законот кога лицето не е достапно за прогонот? Види сега, ова е можеби круцијално прашање. Преска ви зборе за еден обвинител што само со смешка а не работи. Па тој обвинител не бара мерка притвор. Па не може да зборува бидејќи чизмите на Алихмети му се над главата. Браво. Сега да сериозен да бидам. Сега ќе ви кажам. Васко Ковачевски не е било кој. Значи, чекај подобро да ве гледам, денеска нешто имам проблеми со видот. Значи, Васко Ковачевски, ако падне, а паѓа фамилијата Заеви и паѓа целокупната бизнис коруптивен ланец на ДУИ. Бидејќи кај Васко Ковачевски, а тоа е Рек Битола, Тец Осломе, Тец Неготино, ЕСАМА, и да не ги бројам, се умешани највисоките коруптивни членови на СДСМ и на ДУИ. Да поедноставам, фамилија Заеви, Вице и Зоран Заев, фамилија Али Ахмети до парафнук. Значи, затоа за сега, изгледа дека Васко Ковачевски е недопирлив, на време е тргнат од државата, како што еден братуче на Зоран Заев избега, бидејќи тие се врските кои ќе откријат што се работела со нашата инфраструктура, со нашите најголеми системи енергетски, што се работело на планот на дрогата, бидејќи не заборавете, тој братучет на Зоран Заев беше фатен во една акција на она американската агенција. И некако го пушти, али не знам сега како што и можеби тоа е тактика да ги откријат други или било што. Кога овие личности ќе бидат натацно испорачани, процесуирани, ќе видите, овде употребувам метафора, кои крокодили од баруштината, бизнис, политика, ДУИ и СДСМ ќе излезат на виделина. Најкрупните крокодили. Затоа Васко Ковачевски навремено се склони или го склонија, бидејќи човечки е да процениш дека тој зел еден од највеќе пари, тој е најслабата карика, тој ќе признае кога ќе му се понуди било што да каже што и како е. Затоа тој не е во Македонија. Ќе се откријат работите. И што очекувате бети од овој обвинител? Ништо не презема за една од Пазите, Адитив е само една постапка. Адитив е многу мала работа. Значи, обртот за 7 години за овие системи што ви ги кажав, велате меѓу 120 и 160 милиони евра. Да ве подсетам. Минатата власт, која беше гонета, прогонувана, осудувана, за нешто слично, овој собственикот на телевизијата ТВ Нова, босанецот, не ми текнува како се викаше, за 16 милиона го осудија, колку што го осудија, 7 години или не знам што. Па тука беа умешани Мијалкови и тjera. Рачунајте, тија беа процесуирани за само со разни спектакли, со она, за 16 милиона евра, а сега за 7 години се го игра максимум 160 милиона, минимум 120 милиона. Ова за мене дефинитивно е најголемата афера, дефинитивно
тој обвинител треба да си даде оставка, да дојде поспособен, албанец, турчин. Правете разлика, бе, меѓу овој обвинителот на висшето обвинителство, што сега го гони Коцевски дисциплински, сака да го смени, и овој што е на организиран криминал. Секи ви стане јасно кој е професионален, кој не е, кој е објективен, кој не е, кој знае да работи, кој не знае да работи. Еве ви разлика, мислам, ако ги земеме двете парадигми, ако ги земеме двете матрици на едниот обвинител и на другиот, ќе ни стане јасно зошто тоа обвинителство, како да е проколнато уште многу одамна, а тоа е времето на Русковска. Никако да му тргне на тоа обвинителство. А беше замислено како најагилно, најефикасно обвинителство. Како го оценувате осомничувањето на поранешниот директор на ТИРС, Јован Деспотовски, за злоупотреба на службената положба и овластување, пошто обвинителството му го одзеде пасошот како мерка за предпазливост? Како ја интерпретирате неговата реакција во која тврди дека не чувствува вина и дека нема да се жали на мерката, додека истовремено нагласува дека нема да дозволи да му се валка угледот и достоинството? Видите, големо разочарување ми е Јован Деспотовски, ама ќе бидам воздржан, еве од кои причини. Ја навивав за него кога се водеше трката за председател на СДСМ. Ама таму на место не испадна ништо од него, али вака сега сериозниот дел од одговорот. Имам информации непроверени дека во фондот за иновации, тој беше и таму, и во ТИРС, не само он, него и други директори, беше и еден подпредседател на СДСМ, Петров ли, како беше, тој книги пишува, не е битно, ќе ми текне, направиле големи пронајвери и давале шаком и капом шо велат срабите. Ама да чекаме институциите да сработат, да финишират, да процесуират, луѓето имат право да се бранат и баре малку да ја почитуваме презумцијата на невиност, која беше испоганета во минатите 7 години. Лично, од она што знам од првите индиции да проценам, има криминал. Да видиме што ќе се случи, бидејќи, знаете како, најлесно е некого да обвиниш, а да немаш увид во целокупната ситуација. Дека се делело пари без покритие, се делело, каде се потрошени, која е штетата, кога ќе ја чуеме, кога ќе ја видиме, ќе го дадам по-конкретниот одговор тогаш. Вчера Судскиот совет избра нов председател. На тронот на овој совет со едногласна одлука на сите членови го изгласа Александар Камбовски, кој во советот дојде од Битолскиот апелационен суд. Како гледате на неговиот избор и дали очекувате дека конечно Судскиот совет ќе биде на висината на задачата за која е поставен, а тоа е да води контрола на сите судови и суди во Македонија, или ова е само една шминка за купување на време? Па види сега, човекот не го познам, не знам дали купува време, ама ја вака ќе ти кажам, провери ги сите изјави на нас за 4 председатели, 2 беа женски, едно машко, ќе видите се е исто. Се ветуват кога ќе дојдат, иако овој ми стои малку посериозен, ама вака ќе ти кажам. Тоест ќе ви кажам, една ластовичка не прави пролет. Да сум на негово, сега пак ќе зборам хипотетички, да не забораваме 40 години правник бев, сега сум во пензија. Добар дел во правосудството поминав. Како заменик обвинител, како адвокат и така натаму. Да сум на негово место, уште првиот ден, а му помина, на дневен ред ќе ги ставам оставките на останатите членови на Судскиот совет. Ке им ги ставам во образложение од Сенската мисија, ке им го ставам деловите од ЕУ извештајот, од Freedom House извештајот, од State Department. Ке речам, колеги, видите што е ова? Дајте да даваме оставки. Јон, колку и да се смееш, колку чудно бети да ти изгледава, ја така би постапил. Да дадам пример дека не може луѓето што го создадува проблемот да дадат решение. Не, тие не се решение на проблемот. Инаку, на тој човек му посакувам добра работа, прво добро здравје, добра работа, нека се обиди да ги смени работиве
Не може, сите се како со канцер зафатени, криеле фиоки. Па не случајно одеше тамо проверки правија да одземат документи, не кажаа во јавноста, не ги давале. Има сомнеш дека се фалсификувани некои работи. Полицијата има право да ги земе. Они држеле до став дека немат право да ги дават, они биле врв. Сетете се ДКСК им изрече тамо некоја мерка, ги квалификуваше, ДСК ги политизирала работите, ова комисијата, Државна комисија за спречување на корупцијата, дека немала право. Што се замислуваше таа Даменска, дека е над системот? Па нека го гледа филмот со Нико од пред 20-30 години над законот, ќе види како завршува тие работи. Му посакувам се надобро ја на тој Камбоски, нешто посериозен ми стои од другите, ама тнка ми стои работава, не можеш со... Сега до него ќе седни Сашко, кој еднаш смени председател. Па зошто да не го смени и овој? Ево, кажи ми, Јон Бети, зошто да не се обидат да го сменат на овој, ќе му најдат причина и на овој. Крија во фиока предмети. Слушаа луѓе од Врховен суд, а има странка, фракција па ишо се обиде да смени председател на Врховен суд. Она албанката. Значи, тамо за мене се, како да кажам, судски разбойници. Ево, метафора, ево, под наводници ја става. Во судскиот совет седат судски разбойници. Рекате дека ако сте на негово место ќе го барате оставка од другите, меѓутоа мене од сето она што се случува ми изгледа дека договорот е направен. Дајте ми ја поддршката, јас не ве гонам. Браво, така е, тука негде. Времето ќе ни покаже, јо. Времето ќе ни покаже. И покрај тоа што рече дека сака да соработува со владата и дека сака да разговара со тоа. Што мислите, Даменска не окажуваше тоа? Пред неа она Црвенковска не окажуваше. Па и Сашко го кажуваше, би Сашко беше сериозен декларативно. Не, врти сучи, премиерот и владата се во право. И сите овие што ги поддржуваме рез и промена. Нека биде на промена најможно во рамките на правото, ама да биде промена. Со овие луѓе не, тешко. Ракот од корен треба да се искорни. Па да, па како беше коровот, како се вади? Па да, така е. Сега немој да бидат пиреј. Ти го корниш, он ти никне пак. Па не може. Да посетиме малку на Андреевски, Петре. На Андреевски, да. Така. Ама во негатива, ова е во негатива. Како ќе го прокоментирате фактот дека директорот на АНБ Бојан Христовски доби зелено светло од НАТО алијансата за добивање на безбедносен НАТО сертификат што му овозможува пристап до доверливи информации на НАТО. Како го оценувате падот на сите обвиненија од страна на СДСМ и ДУИ, кој бара негова оставка секако? Сега ќе ве насмеам. Сега ќе одам со антилогика. Како можело НАТО да му издаде? Дај да го провериме НАТО. Да видиме како тоа издаде. Ама сега да пуштиме некој од СДСМ треба да бара. Му дале нешто за јазик англиски било невалидно. Му дале диплома многу брзо ја зел. А некои тие што завршуваат таленти по година-две, молчиме за нив ги фалиме. Сега, НАТО, дај да го ставиме во иста кошница, бе. Да одиме да го истражуваме НАТО, зошто му дала дозвола. Срамота. Значи, ако е НАТО најмокниот, НАТО не го сакам да бидам искрен. Немам симпатии кон НАТО. Ама, ако е НАТО најмокниот војно-политички сојуз денес во светот, ако ние сме членки таму, ако му дале не му дозвола за сертификат безбедносен, што бе сега ние ќе коментираме? Само да си даеме на значај, ова не мислам на вас, него, ние аналитичариве, да си дадеме значај, па да подпикниме, да ми простите некоја работа, па нешто да направиме лошо. Не, НАТО дала, зошто не коментира претходната власт што го ставила на црна листа, а не го земала во предвид, не му дали сертификат. Сега НАТО ги демантира нив. Ја така ја гледам ова ситуација. По разборичките малку ќе видите дека кога се правеше АНБ, ова момче кој не го познавам, младо момче, било ставено на листа за отстрел, што се вели го отстрелале, и кога на сите им ги обновуваа сертификатите, ја малку знам таа работа за сертификати, сум ги имал сите три нивоа, зелено, плаво, црвено, до највисоко државна безбедност, тајна, си има процедури. Овие па на НАТО,
па се уште поголеми процедури. И сега НАТО оценил и некој си Сотир Костов ќе кажува дека тоа не е уред. Па тоа е Македонија или тоа е на спин докторите состојбата во Македонија кои позитивната работа од изборите, состојба, сакат да ни ја сменат и во се да наоѓат проблеми. Така да, НАТО ако дало, валда има зошто дало. Сертификат, мислам. Се додека си ја тера работата господинот, валда го заслужува. Имаше едно прашање од еден наш гледач, ама покасно тоа ќе... Гледам тука, од Грдоси, од Кочани се јавуваат. Не сакам локал патриот да изигравам, значи, добре, од нашиот крај не следат. Полно има од Кочани. Така е. Вазве, фала ти, ово и она. Бараме прашањето од Соколевски од Кичево. Добро. Бети претходно спомна дека годинава започна со политички тест во Македонското собрание преку интерпелација на 5 владени функционери, а ќе заврши со локални избори. Како вие ја видовте 2024-та? Што би издвоили и што очекувате во 2025-та, како на политички план, така и на економски? Очекувате ли промена на изборниот законник и каква судбина ги чека политичките партии поврзана со локалните избори? Вие да ви кажам, 2024 година најсоодветен израз за мене е турбулентна година. Афери од највисоко ниво, техничка влада, една звезда во техничката влада, министерот за полиција, една потемната звезда, премиерот, кој кога одеше по албанските села, општини, каде што владеето и правеше процеси, правеше ритуали, со бакљади го чека и го надува и така натаму. Па ги имавме едни од најчудните, најинтересните, најчестните избори на кои се даде голема поддршка на досегашната опозиција. Бланко би рекол поддршка. И имаме обиди на таа влада која најбезволно се направи без уцени, со добри договори, меѓупартиски, меѓукоалициски, владина програма имаме, кажува дека се стабилни односите, без разлика на дневните несогласувања, што е нормално, стратегиски несогласувања нема, и гледам од нив напор вториот дел од годината да го стабилизираат, успееа во првична фаза. Сега, што очекувам до година? До година очекувам порапиден економски раст, значи побрз, поголем, премиерот употребува збор робусен, значи раст, поголема социјална сигурност, стабилност од овие работи што ги кажавме, и сега малку не само краткорочни мерки, него малку сега подолгорочните мерки да ги видиме од реформите и резултатите да ги видиме на крајот на годината. Значи, ја очекувам развојна година, ја очекувам година каде што инфраструктурата, малку зборевме, иначе гледате ли како живна инфраструктурата? Го видовте ли тој коце што е сега на агенцијата за патишта или што е? И дењи и ноќи работи, измисли рефлектори, измисли ноќи на работа. Како бе таму не му се бунат на тој човек, бе? Ја да сум ки му се бунам на тој човек, што ме тера да работам ноќе? Значи се може, ако се сака, ќе се најде начин. И, значи, мислам дека во вториот дел ќе имаме една поголема стабилност отколку во првиот во 2025 година, а види Јон, ова е далеко од памете би парламентарни избори да имаме. Чекај, до кога ние се предвремени ќе имаме кога е ВМРО на власт? Кога се овие тешко дават предвремени, само у ковид дадеа, смислија и ги наместија изборите, народот не излезе од различни причини, нешто институционална корупција тогаш ни наместија и победија со двојца. Ја лично мислам дека доволно ни се едни избори годинава да се измерат опозицијата и власта. Тоа е демократски надпревар, да видиме каде се и ако локалните избори дадат сигнал дека нешто не е во ред со владината коалиција, а тоа значи дека ДУИ и СДСМ земат повеќе, како се вика, градоначалници во општините, поголем број на советници во советите на општините, пеки, ајде да одиме на избори, да се провериме, да видиме оваа влада предводена од Христијан Мицкоски дали заслужува и понатаму да ја води Република Македонија. Ама ако тоа не се случи, зошто бе и онда правиме парламентарни избори?
Па нема ни година. Мислам, ќе има кога таму во мај, на 8 мај ќе се наполни година. Ајде да се чекаме една година да видиме, а резултатите од 6 месеци ги слушав, ги гледав со внимание, па не се така лоши. Милиарда, Бети, годината е заокружена со милиарда инвестиции. Премиерот и министрите и подпредседателите најавуваат повеќе инвестиции во годината кој трет ден го живееме или четврти, кој ден сме ден, четврти сме. Па дај да пружиме шанса. Ако не ја биде работата, ќе одиме на парламентарни избори. За сега јас сум за локални избори, а за законот. Јас сум првиот човек што е промена на изборниот законник. Ја го знам изборниот законник од А до Ш. Крпене 30 пати. Тој закон е надминат. Тој систем на избор е надминат. Сакаш за парламентарни, сакаш за локални. Граначалниците се несменливи, парламентарците се несменливи и така натаму. Тој закон треба да биде променет. Да бидеме фер кон средните и малите партии, а не само да ги лажиме, кога ни требат за коалиции. Тој закон, Венецијанска комисија вели, променете го, ама не пред избори. Треба да почнат сега договорањата, сега треба да почне дискусијата, експертските групи и еден нормален период, да речеме април-мај, да законот биде донесен, бидејќи па и брзање, како беше брзата кучека, слепи ги раѓа. Таа метафората, тој изразот. Значи, прв човек кој потпишува дека треба да смене изборниот систем, како за локални, така за парламентарни избори, е Сотир Костов. Ја поддржувам таа смена на законот. Изборниот законник, најточно. Го дадовте и одговорот на моето посебно прашање околу локалните и парламентарните избори. Дали верувате дека и сметате дека парламентарните избори ќе се одржат во редовниот термин по 4-годишниот законски период? Ако владата продолжи да работи со овој интензитет и го појачува и резултатите се вакви, слични или поголеми, нема да има предвремени парламентарни. Ке има една криза која ќе субјектите внатрешни и надворешни притисат за уставните измени, и ако тука се снајде владата, а мислам ќе се снајде бидејќи од народот е поддржана, нема друга криза, полека се залечуваат раните, ајде еднаш да изодиме 4 години. Ако се создаде криза и се предлабочи, како сум бил за претходната власт, така ќе бидам и за оваа власт. Нека се оди на предвремени избори. Ама сите индикатори кажуваат дека ние сме општество во заздравување, влада која се ги враќа ингеренциите. Држава која се ги враќа ингеренциите. Ние бевме држава на мафијата, политичката и судската и криминогената. Полека го чистиме тој политичко-криминален шлям. Ако тоа биде финиширано, не гледам причини јас да не се истраи во тоа и барем еден циклус да завршиме како што доликува. Господине Костов, Бети успеа да го пронајде прашањето. Од господинот прашање ми нешто лошо ако е. А мене за било што. Мака немам ја, Ајде. Сиот пакос што го стори Завран Заев е на штета на Македонија, а никој не го повикува на одговорност. Има ли некој кој го штити од надвор? Има некои договори, немам точни информации, ама бидејќи околу него се кружи како киша околу Крагуевца, што би рекле нашите северни соседи, има нешто. На пат е тоа да биде разбиено, бидејќи едно да ви кажам, како македонец никад нема да му простам тоа што го направи со грците, а да не зборам за тоа што не посрамоти и понижи пред бугарите. Пред грците не продаде, а пред бугарите и не посрамоти и не на најдрастичен начин не соголи и еве раните ги залекуваме и болни ни се. Тој човек треба да одговора, да ме подсетам од Македонски манифест каде што членувам, тоа е единствената организација каде што членувам, веќе е осуден морално, највисока морална осуда му изрековме, на него и на тој министер што многу се фалеше,
ја уплеска работава, па се ја кажува други приказки од кој него избраа неле во втората влада на Ковачевски, значи Димитров мислам на него, и ние ги осудивме морално. Па ајде нека се одважат малку и институциите во Република Македонија, нека им ги фатат опашките, а ги имаат. Ги имаат. Има дел во КЗ кој се вика кривични дела против државата. Од веле предавство, па да не ви кажувам до што. Не знаат, нека го викнат Сотир Костов, нека не викнат ние, ајде да не ги кажувам правничките легенди од Бакли Макли, ќе им кажеме кој е дело, нека процесуират, ќе видат дека има основи за гонење. И те како има основи. А меѓу во воздухот се осеќа дека некој го штити. Да ве подсетам, наназад да ве вратам 20 на и кусур години и повеќе, договорот Љупчо Георгиевски Црвенковски. И он ти текнува? Да. И тој жив и здрав, толку. Иако едниот ми е пријател. И тој се живи и здрави. Так. Едниот ја утна приватизацијата и трансформацијата, општествениот и државниот капитал пречи му го украдоа или им го даде на македонските олигарси, а другиот му направија во дворот војна. При добар соживот. Ние со албанците да се договори, да се разбериме, имавме добар соживот. И мислам и се уште имаме добар соживот. Ама со некои запалени глави политичари, терористи, не. Так. Господине Костов, за нас како и секогаш беше чест и задоволство да ви имаме на македонски корени. Секако ви благодариме за исцрпното интервју. Среќна и просперитетна, нека ви биде годината што престои на вас и вашите најблиски. Ви го честитаме и најголемиот наш христијански празник, Рождество Христово Божик, денот кога започнува нашето спасение. Ви посакуваме убави и блажени престојни празници. Пријатно до слушање и секако се гледаме повторно овде на Македонски корени. Моите комплименти за вас. И он знае како да ми извлече од шаурата, нели јас се повлеков, ама не желам, вие сте прв медиум на кој давам интервју оваа година. Како и да сте ми живи и здрави, честитки и за вас за празниците што престојат и само продолжете со Македонски корени на прав пат. Кога се слушнавме, рековте дека маш најкој се нек се наши. Да, и не си стои на зборот. Примам критика. Еве го кривецот тука лево од мене седи и она погоди вика ајде бе, не можеш да издржиш. Изгуби пак, Јон, изгуби опклада. Морам да ти кажам, ама тоа ја и ти по телефон ќе си кажам. Останете ни во добро здравје, се да ме слушаме наскоро овде да накажам. И морам едно да, ево, нека знае и твоите слушатели. Ти си единствен, еден од ретките, ајде уште, еден двојца ми се јавија, кој ме немаше овие 3 месеци во медиумите, кој нешто ми се јавуваше и прашуваше како сум него и зошто те нема, ајде јави се, ајде ова, ајде она, на еден начин што се вика позитивен притисок ми вршеше. Ти благодарам. Ја ти реков, не, чекај, имам причини, имам она, ама еве, гледај како сака случајот. Прво интервју давам во твојот медиум. Така да ти благодарам. Ни беше голема чест што на Бети секако еден од главните умови во Македонија овде проф на Македонски корени. Да сте живи и здрави. Поздрав и довидување. Чао.